Општина Илинден ги вклучува граѓаните во креирањето на буџетот за наредната година, така што од денеска до 29 ноември 2024 година ќе се реализира процесот на изработка на новиот буџет за 2025 година. Првен приоритет на општина Илинден е транспарентно и одговорно работење во служба на граѓаните. Посветени на оваа цел ги повикуваме сите граѓани, представници на граѓански здруженија и правни лица за активно учество во креирање на новиот буџет со своји предлози за подобрување на условите за живот, да ги посочат предлозите, потребите и проблемите со кои се соочуваат во општината, велат од општината. Општина Илинден ги повикува и охрабрува сите граѓани предлозите преку пополнување на анкетен лист да ги испратат по електронски пат на официјалната мејл адреса ilinden@ilinden.gov.mk или директно во архивата на општината секој работен ден до 29 ноември, се вели во соопштението на општина Илинден. Градоначалникот на Киселавода Урце Ѓоргиевски денеска заедно со Сдруженијето на продолжувачи на борци од Киселавода ја открија спомен плочата подигната во чест на загинатите партизани кои учествувале во битките за ослободување на Драчево и Скопје. Нека е честит денешниот ден, 12 ноември, денот на ослободувањето на Драчево и денот кога во 1944 година во селото Војница, Велешко, се формирала 12-та македонска скопска ударна бригада, истакна Ѓоргиевски. Првиот човек на Киселавода евоцираше спомени од периодот кога во борбите за ослободување на Драчево и Скопје паднале многу херои кои имиња се трајно врежани во колективната меморија на македонскиот народ. Веднаш по ослободувањето на Драчево, хероите се упатиле во битка за ослободување на Скопје и на 13 ноември во најтешката и најкрвавата битка, храбрите партизани од 12-та македонска скопска ударна бригада ја донеле слободата на главниот град. Чест ми е што денес тука ја откриваме спомен плочата која ќе остане да сведочи за храбрите македонски војни кои го положија животот пред олтарот за слободата на Македонија, нагласи Ѓоргиевски. 5 дена се трага по исчезнатата Лидија Трајковска од Скопско Јурумлери. Министерството за внатрешни работи информира дека превзело обемни активности за пронаоѓање на исчезнатата 43 годишна скопјанка, која исчезна под мистериозни околности на пат кон село Драчево. Според информациите од полицијата, Трајковска последен пат била видена во близина на раскрсницата во незиното село Јурумлери, од каде се упатила кон Драчево. Полицијата ги прегледува сите познати локации на незиното последно движење, а во потрагата активно учествуваат и незините роднини. За да се опфати пошироката област околу реката Вардар, МВР ангажира дрон за воздушно пребарување, со што се покрива подрачје во должина од 5 километри, од село Јурумлери до село Огњанци. Дополнително, полицијата пребарува и напуштени објекти во околината, а сите сили се насочени кон најбрзо лоцирање на исчезнатата жена, велат од Министерството за внатрешни работи. Оттаму упатија апел до јавноста за соработка и повикаа секој што има каква било информација за исчезнатата Лидија Трајковска да се јави во полиција. Како дел од проектот Инклузија на деца роми во јавните општински установи детски градинки, градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски и директорката на детската градинка Раде Јовчевски Корчагин Елена Устамитова денеска ги потпишаа новите договори за соработка за учебната 2024-2025 година. Овој проект има за цел поддршка на социјално ранливи групи и инклузија за поквалитетен раст и развој на дечињата, независно од нивната социјална или етничка припадност. И оваа година општината запишува 20 деца од ромска националност кои доаѓаат од згрижувачки семејства или приматели на социјална помош на возраст од 3 до 6 години во градинката Раде Јовчевски Корчагин, велат од општина Центар. Проектот Инклузија на деца роми во јавните општински установи детски градинки се спроведува од 2011 година со поддршка од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Со овој договор општина Центар ги покрива месечните трошоци за посетување на градинката на општина Раде Јовчевски Корчагин.
Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата апелира до возачите да ја проверат подготвеноста на возилото за зимски услови на патиштата. Во рамки на кампањата Користи зимска опрема, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ги потсетува возачите на моторни возила на законската обврска за поседување на зимска опрема во возилото од 15 ноември оваа година до 15 март следната година. Оттаму патуваат апел до возачите на моторни возила да бидат внимателни и да возат одговорно, да ги следат информациите за временските услови на патиштата, да го адаптираат возењето според условите на патот, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и патната сигнализација, да носат зимска опрема во возилото и да ја користат соодветно. Направете зимска проверка на возилото, односно проверка на антифризот, маслото во моторот, течноста за бришачите на ветробранското стакло. Проверете го акумулаторот и притисокот на пневматиците. Обезбедете течност или спреј за одмрзнување на стакло. Апелираат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно ќе ја